Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во вечерашната емисија ќе треба да одговориме на 3 прашања, почитувани гледачи. Прво, дали македонците оправдано стравуваат од тој сон и таа политика за голема Албанија? Второ, дали албанците со право се загрижени дека во тој процес на само преиспитување на македонците и сега наново барање на тој македонски идентитет ја прават многу кревка и многу изолирана македонската држава? И трето, дали после самитот на НАТО во Чикаго за 2 дена тој јас помеѓу македонците и албанците дополнително ќе се продлабочува? Ристо Никовски повеќе од 10 години има дипломатска кариера, некаде 4,5 години беше амбасадор на Република Македонија во Албанија, до неодамна важеше за неформален советник на председателот Ѓорги Иванов, еве го неговото размислување на тема голема Албанија. Реален е тој страв кај македонците? Во мојот престој таму, ако не преку 200, скоро со 200 врвни политичари на Албанија, врвни интелектуалци, врвни новинари, разговарав со едно прашање. Што е за вас голема Албанија? Никој не рече ништо негативно. Сите објаснува на еден друг начин, само еден не отфрли. Покоен Пашко Рамос, кој беше прв председател владата на Бериша, рече, тоа е утопистичка глупост. Сите други не одбија голема Албанија, а ќе ви кажем уште нешто, премиерот и министер за одбрана Пандели Манко, и во директен разговор со мене, а и во една ТВ емисија, значи не окрие човекот, да напраша новинарката што е за вас голема Албанија, иако така многу често се зборува дека голема Албанија им го подметнуваат србите како термин. А Пандели Мајко рече, голема Албанија е процес кој е започнат и кој е иреверзибилен. И мене ми го рече лично, значи имам лична потврда, а и на телевизија го изјави. После долго време, само 2 дена пред изборите во Србија на 6 мај оваа година, шефот на Војно-обавештајната агенција на Србија или наследникот на КОС на војската на Југославија даде интервју, во кој интервју изрази сомневање дека екстремните ситуации, екстремните сили во македонскиот и албанскиот дел во рамки на Република Македонија се доста тензични, се доста големи, се доста силни и дека тие екстремни ситуации, тие екстремни елементи може да предизвикаат конфликт во еден поширок ранг и во тој конфликт не да биде дестабилизирана само Македонија, тука да бидат вклучени останатите соседни држави. Дали е баш така, почитувани гледачи? Господин Мјалковски, вие излеговте со теза дека тие инциденти што се случија на Железарското езеро, близината на Скопје, дека во основа требаше да предизвикат првична реакција напади на македонците врз албанците, подосна реакција на албанците и одреден поширок конфликт во рамки на кој конфликт и соседните земји би се вклучиле во целата таа работа. Назив радикални исламисти подразумева да мора да има континуитет уназад неколико деценија, али најсвежие од 2001 година, када су радикални албанци, тоест исламисти, образовали илегалну терористичку организацију позната као Национални комитет за одбрану и ослободување албански територија. Такав назив су дали затоа што су сматрали да су Косово ослободили и да треба да ослободе, како се они назива, албански територии у Македонија и Грчкој, Црној Гори, и да створе не велику Албанiju како е био термин у употребу, него да створе, како називају, природну Албанiju. Еве кои се причините кои дел од македонските политичари или македонската елита ги посочуваат како доказ дека се уште тлее таа идеја за голема Албанија на територијата на Македонија и помеѓу македонските албанци. Што значи дека некој како од позади со некоја скриена рака да ги влече тие конци. Очигледно е дека тоа така се прави во Македонија, значи на таа замислена линија од Куманово до Струга десно од автопатот, веќе подолго време се прават такви тензии, таква пресија врз македонците, еден вид етничко чистење. Тоа сите го знаеме и тоа нема што да се крие, значи. Не де Боже како да се разграничуваме. Така нешто. Господин Кекиновски, дали Груевски дефинитивно се откажа од одбрана на македонштината во Кичево? Ако појдете од Царе, вие ќе немате во иднина, ако се случи, нели, ова што ќе се случи, а претпоставам дека и ќе добие, вие немате град, немате општина во Западна Македонија која што ќе имате македонски градоначелник.
еве го сега истиот Ристо Никовски, поранешната амбасадор на Република Македонија во Албанија, на истата тема, дали голема Албанија е реалност. За 2 дена е самитот на НАТО во Чикаго. Очекувањата се такви какви што се, нема да добиеме покана. Грција е во на таква ситуација во каква што се наоѓа, по наредните 1, 2, евентуално 3 години тешко може да се очекува било каков чекор од грчка страна во правец на решавање на тој спор со името. Барем сега, за сега стоја така работите. Дали можеме да очекуваме во наредниот период, после самитот на НАТО во Чикаго, другите соседни држави, значи не само Грција, добијат одредени сигнали дека сега е време да го засилат својот притисок врз Македонија. Такви тенденции се гледат од бугарска страна и Плевне Илиев и Бојко Борисов излегоа со одредени реакции во однос на одредена македонска политика. Некаде пред 10 до 15 дена шефот на војно-обавештајната агенција на Србија излезе со одредена квалификација дека и на македонска и на албанска страна постојат екстремни елементи, дека може да се очекува на тамошно ескалирање на целата ситуација во рамки на Република Македонија. Србија е тука присутна со генерации, дали на ниво на служби, дали на ниво на интереси, дали на ниво на бизнис врски, така натаму и така натаму. Дали можеме да очекуваме дека сите соседни држави ќе имат своји интереси да го засилат тој свој притисок врз Македонија и дека ќе бидат дополнително стимулирани Брисел, Вашингтон или не знам кој друг центар. Видите, мислам дека тој притисок веќе ескалираше и тој полека ќе го достигне својот врв некаде до Чикаго. Значи, бидејќи сепак една меѓа е Чикаго представена и реална. Мислите катарза ќе има после Чикаго? Бом? Мислите ќе има катарза во македонското општество после Чикаго или дополнително ќе се заоструваат сите ситуации? Видите, Чикаго јас мислам дека ќе донесе некоја утешна награда за Македонија, некој пасус кој ќе не испофали малку лево десно заради нашите учества во нивните мисии. Но нема да го реши македонскиот проблем. А тоа, знаете, тоа е апсолутно безвредно за нас. Јас ќе потсетам дека во 99-та година Косово немаше да успее, операцијата американска на Косово, да не беше нашата логистика, нашата територија, која дадовме, затворивме очи, им се замеривме на србите за веки веков, а добивме ништо. Добро. Ние се дозволите. Ние сега даваме, спремни сме да гинеме за европската, односно светската кауза или натовската кауза, ние не добиваме ништо. Знаете, некој што е спремен да прави се за вас, а вие да го блокирате и оценувате, не заслужува поголемо внимание. Значи, веднаш после, по моје длабоко убедување, веднаш после самитот во Чикаго, ние треба да почнеме на нова политика, на нова стратегија и да јасно им кажеме, може и прво директно дипломатска, а после тоа јавно, на главниот фактор така на американци, дека вака понатака не може. И како понатака? Ако вака не може понатака, да. Ние треба да размислиме за публикување од мисиите, разбирате, затоа што мисиите на НАТО во Афганистан, во Ирак и така натака, ние треба да кажеме јавно дека размислуваме, бидејќи прерискантна една политика. Видите, ако водите една политика и не ви дава резултати, а досегашната политика, наша добра волја, нашата трпеливост, нашата толеранција, не донесе ништо. Од 99-та година и сега. Нели ќе продлабочи тоа политичката, етничката и секаква друга криза во рамки на Република Македонија? Гледате, 83% од албанците смета дека Груевски води лоша политика. 83%, тоа не е мала бројка, значи 83% од албанците не сметале дека Милошевич води лоша политика. Ако 83% велат така, тогаш е само прашање на време и тоа се случи кога дел од тие 83% ќе смета дека Али Ахмети води лоша политика. Изјавите кои беа минатиот петок беше Али Ахмети четник, Никола Груевски терорист. Знаете, тоа се многу груби, тоа се фрапантни изјави. Се протестираше за човекови права со пароли УЧК и голема Албанија. Значи тоа го изанализиравме, но како шлагворд за моето прашање ви го поставам и го ставам тука на маса. Ако постои на такво незадоволство како албанците, постои незадоволство дека ние со тој процес на само преиспитување на македонците, на нашиот идентитет, на тој процес на антиеквизација, веќе им стануваме кочница на албанците за остварување нивните интереси за НАТО и за ЕУ. Ако ве велите да ја преиспитаме нашата позиција, дали тоа нема да дофрли бензин и на така постечкиот оган? Во секоја ситуација постојат хендикепи. Нашиот најголем хендикеп не е тоа што албанците 100% за НАТО, а македонците имаат некои дилеми и поготово политиката која НАТО е според према нашата земја. Нашиот најголем хендикеп е поделеноста меѓу македонците. Да не дека албанците. Добро, ние имаме, дозволите, во основа на што да имаме кохезија? Ако имаме во што сме поделени? Видите, ако тогаш да се угледаме на албанците, кој е албанското национално прашање на дневен ред. Нема никаква
нијанса на различитост. Дозволите. Сите се, дозволите. Кај бевте минатиот петок? Чекате. Не, се извинувам. Не, се извинувам. Бевте во Скопје минатиот петок? Не, бе во петок само ќе кажам зашто било така. Не, се извинувам. Бевте ли во Скопје минатиот петок? Дозволите, не ме Па тамо 10.000 албанци, ама 10.000 албанци протестираат против Али Ахмети. За какво единство на албанците говорите? Не ме дослушавте. Па не можете да барате кохезија. Ама како да ве дослушам? Вие не можете да барате кохезија околу погрешна политика. Јас зборувам за албанската кохезија, консензус 100% околу албанското национално прашање, кое тоа на дневен ред. Ниту еден албанец, дозволете, ниту еден албанец нема да го издвои своето мислење. Дозволете. И во 21 век ќе прават голема Албанија. Дозволете. Ајде ке ве молам. молам. Тие исти албанци на внатрешен план, Тачи Ахмети во Република Македонија, Рама и Бериша во Албанија, Харадина, не знам и другиот Хашим, како се Тачи на Косово. Сите се гледат преку Нишан. До моментот кој ќе дојде националното прашање. И што ќе прават голема Албанија? Никој не може. Ќе прават голема Албанија. Ама така да ви кажам. Добро, зар верувате во тие флоскули голема Албанија? Зар верувате дека Али Ахмети? Ама не, се извинувам. Зар верувате дека Али Ахмети, кој е цар во Македонија, зар верувате дека Мендух Тачи кој утре може да биде уставно речено цар во Македонија, ќе оди ќе се спојува во некоја голема Албанија? Не, се извинувам, мислам стварно, ова веќе една српска ујдурма која ни се прави тука едно 50 години и не влечи колово надоле во тие матни води на Балканот. И зар очекувате дека не знам некој албанец кој е власт во Македонија, ќе оди и ќе биде некоја Шумадија во рамки на голема Албанија? Значи јас велам истото, дека ни Милорад Додик од Босна, односно Република Српска, не планира да се обединува со Србија, значи да ги трниме настрана сите тие предрасуди. Луѓето сакаат, тоа е таа филџан филозофија која уште Али Иzetbegović ја правеше, да си главен, па ако сака и на 2 метри територија. Чека да ви кажам, одлично прашање и вие го загатнавте на вториот дел од ова што го разговараме. Голема Албанија е мит, сон, во кој живеат сите албанци, велам образование, како во Грција што 100 години вичат дека нема Македонија. Ние живееме у митот за Александар Македонски. Дозволете, не живееме. Како не живееме? Не живееме. Како не живееме? 60% од македонците. До вчера никој не знаеше Букевал дека се вие кој. Па ново за 3 години се напред. За 10 години 90% децата ќе се крстат или Филип или Александар. Тоа што се случува во земјата. Рефлексија дете кој некој се чувствува загрозен, бега лево и десно. Значи тоа може да дискутираме. Меѓутоа за ова за голема Албанија, голема Албанија не е реалност. Знаете зашто? Зашто кога направат голема Албанија, утредната ќе биде албанска граѓанска војна, кој ќе биде главен град Приштина, Тетово или Тирана, ќе се спотепат меѓу себе. Да го делат колачот, нема шанса. И што да кажеме после вакво менување на тезите и ставовите, почитувани гледачи, во однос на прашањето за голема Албанија од страна на поранешниот амбасадор на Република Македонија во Тирана, кај мене во мало тоа се види салто мортале на своите тези. Минатиот петок на улиците на Скопје излегува повеќе од 10.000 албанци кои протестира против македонската влада и против албанскиот партнер во таа македонска влада. Од тие протести се оградија и ДПА, и ИВЗ, и ДУИ, и Американската амбасада, а сепак излегува 10.000 луѓе. Тоа е фасцинантна бројка, почитувани гледачи. 10.000 луѓе, по некои проценки и повеќе од 10.000 луѓе, излегува во Скопје. Протестира врз владата, да, извикува одредени пароли, правеа проблеми, меѓутоа главниот атак беше врз седиштето на ДУИ. Главниот атак беше врз Али Ахмети. 10.000 луѓе, политичка партија има тешкоти да собери. Па носат автобуси по 500 од Македонија, од разни места. Овде се собра, ајде да речеме, спонтано. Или не се знаеше организаторот. Тоа е една силна политичка порака. Знаете што, 10.000 луѓе со недефиниран организатор организира протести кои што се подобри него кога ги организираа самите политички партии. Од нив ИВЗ се огради? Сите се оградија, меѓутоа, од овој аспект гледано, тие се најдисциплинираните демонстрации. Оти да немате вие организатор, да не знаете кој е тој што треба да ве чува, кој е тој што треба да ве води. Значи, таа спонтанноста беше очигледна. Оти тие се собираа као што одеа патем и се множеше нивниот број. И самото тоа докажува дека
на таа младеж веќе и прекипело. Нема што да изгуби. Дека нема што да изгуби. Господин Цуцуловски, ви преча ли минатиот петок тие протести на околу 10.000 албанци по македонските улици, по скопските улици и тие напади на тие демонстранти на македонската влада, македонската полиција? Не е толку битно дали некому тоа му се допаѓа или не му се допаѓа, туку битно е што се собра толку народ, со толку негативен набој на енергија, со голем број на деструктивни елементи, што е сериозен сигнал дека треба да се преземат одредени мерки, таквите нешта понатаму да не се дозволат, бидејќи беа нападнати државни, а не партиски институции, бидејќи владата е владата на Република Македонија, без разлика која партија седи во неја, и општината Чаир е општина Чаир, без разлика дали е градоначалник човек од ДУИ или човек од ВМРО или човек од СДС или од било која партија. Значи беа нападнати државни институции, тоа е загрижувачки, а друго прашање што беа нападнати и партиски, и тоа албански партиски штабови или средишта, како што е средиштето на ДУИ. Зашто се протестира? Македонците велат какви се тие барања за човекови права, кога протестите се со пароли Голема Албанија и УЧК, од друга страна албанците велат ние протестираме бидејќи нас не го навредија исламот. И помеѓу тие две крајности се влече безмалку целата оваа ситуација. Знаете, вие кога губите доверба во институциите, кога губите доверба и во вашите представници, како што се случува сега, мора да откриете некоја нова адреса. Јас не зборувам сега дали е таа вистинската, дали е таа правата, но знам едно, дека во трагањето на тие адреси ќе се пронајде вистинската. Ти сепак, тие 10.000 демонстранти, свано, ако не друго, нема некоја платформа, сем таа човечката платформа, дека тие ги осудуваат и убиците на тоа грозоморно убиство. Беше многу дифузно. Ги осудуваат убиците, а се бунат против владата или против полицијата. Се борат за човекови права, извикуваат УЧК. Велат нас не се газени правата, велат Голема Албанија. Премногу беше дифузна, тоа остава простор кај македонците да смета дека има некоја сосема друга позадина. Таа е многу прецизна за тие што знаат да читат. Знаете што значат тие пораки? Дека немојте да обвинувате паушално. Немојте вие да мислите дека ние сме овци, па вие ќе излезете, ќе прогласите терористички групи и ние ќе речеме па добро, власта знае што прави. Не, сакаме одговорни институции, првата порака. УЧК, што значи? Тоа е упатена кон албанските партии. Дека не се шегувајте со нашите барања. Од ако вака продолжите, вие ќе не натерате нас да бараме други формули како да го решиме тој проблем. Третото, за етничка Албанија. Исто и таа е порака. Дека, ако вака продолжи, ако вака ние продолжуваме да живееме као два паралелни света, тогаш зашто ни е заедничката држава? Само такси да има кој да ни собира. Албанците велат дека всушност тие протести треба да се сваќаат како делегитимирање на албанските политички субјекти во рамки на Република Македонија. Прв пат во последните 10, 11, 12 години се извикува погрдни зборови за Али Ахмети. 10.000 луѓе во Скопје, кои секој се сметало за бастион на ДУИ, излегува на улица, извикува одредени пароли кои се Голема Албанија и УЧК. Албанската политичка елита тоа го толкува како едно грубо незадоволство на албанската младина, на албанската популација од начинот на кој ДУИ ја практицира власта во рамките на коалицијата со ВМРО-ДПМН и дека де факто тие протести не биле насочени кон македонска држава, туку биле насочени кон албанскиот партнер во власта. Па мислам дека во голема мера, во значајна мера сте во право. И според моје мислење, во основа станува збор за едно социјално незадоволство, длабоко социјално незадоволство, кое можеби не резултира само од незадоволството од работата на албанските партии, туку од општата социјална и економска ситуација во која се наоѓа Република Македонија. И проблемот е во тоа што сега некој тоа социјално незадоволство не го канализира во вистинската насока, значи да се барат од едни социјални и економски така натаму права, што би било и врзивно ткиво, да речеме ако се оди по класна линија, тогаш гладен стомак е гладен стомак, безработен човек е безработен. Човек без разлика дали припаѓа на албанска, на турска или не знам, македонска страна, народност или страна. Туку напротив тоа незадоволство се користи и се усмерува од една страна кон религиозна
насока, а од друга страна кон национална насока. Ќе направите таков спој помеѓу националното и религиозното, врз основа на едно социјално незадоволство, тогаш се добива една многу експлозивна смеша која ме подсетува на оно што се случуваше во Германија за времето на 30-тите години. Многу е комплексно расположението на македонците кон овие прашања. Велат ни ништо не правевме, не се буневме кога беа тие тоа двократно убиство во Гостивар. Излегува 10, 15 или 20 албанци, протестира против тоа убиство и ние не рековме ништо. Сега се убиени 5 македонски деца, со алузија, нели, првична дека се исламски радикалисти убиците. И професионалци од прва категорија. Испадна дека нашите мајки се тие професионалки што успеваат. Подосна, нели, се откри дека на вистина дел од убиците, едни од фатени, двајцата во бегство се претпоставува, нели, или како што вели министерката има цврсти материјални докази дека се албанци. И на крајот велат македонците, па добро, ем ги убија 5 македонци, ем протестират против фаќањето на убиците. Што сакаат албанците? Видете, јас сега ова ќе ви звучи многу албанско, но јас не ги сваќам овие протести, овие демонстрации против убиците. Кој го кажал тоа? Па брат ми да е, јас ќе барам да биде осуден на смрт. Масата велеше, пуштите ги луѓето и него ќе правиме ршум со бензин во Скопје. Тоа извикуваше масата. Знаете зашто е тоа така? Истата ова полиција го направи Сопот, истата ова полиција уби пакистанци терористи, истата ова полиција првин те затвара, после ти изнесува докази дека си тој. И јас дури претhodно во еден текст сум рекол дека овој случај е вистинска можност ова полиција да ја врати довербата кај сите граѓани. Зашто? Да ги пронајде виновниците, да не остане. Како може на ова полицијата вели пронајдени се виновниците? Да. Имам едно прашање. Таа ги кажува по име и по презиме. Како може на полиција да и се случи да спроведе човек и една недела никој да не знае каде е? Како може? Па веројатно знаеле. Ама еве доказ дека испаѓа дека не знаеле. Невешта во своето елаборирање. Утредента рекоа дека е пуштен дома, после рекоа дека не знаеме каде, после рекоа дека е слободен, негде шета, знаете, као возрастен човек. Мислите дека тоа е доволно причини да се излезе на улица и таа маса... Јас разбирам. Ова маса не излегува. Ако влезете во сршта на тоа што тие барат, таа не излегува во врска само со монструм. Таа вели дека веќе сме разочарани од вакви албански политичари, таа вели дека веќе не се поднесува ова што го прават институциите. Па кај сте виделе вие жени да водат за рака двајца маскирани полицајци? Кај се полицајците на оваа држава? Сега имаме две крајности. Македонците велат те извикува УЧК и Голема Албанија и тоа предизвикува гнев. Ке македонските граѓани предизвикува гнев дека се нападнати полицајци на Република Македонија или припадници на МВР, се нападнати институциите на државата и тоа го сваќаат како доказ дека еве повторно после 2001 година албанците сметаат дека треба да се борат против Република Македонија. Од друга страна албанците велат ние не сме исламски терористи, не беше нападната верата, се излегува со едни груби квалификации кои го навреди цел еден народ со таква исламска или муслиманска вероисповест и дека тоа е шлагвортот сушност на сите тие протести, но во основа тие две крајности генерираат проблеми, генерираат одредени фрустрации, генерираат одредени незадоволства на тлото на Република Македонија. Гледате едни протести од 10.000 луѓе, колку и да се фасцинантни во бројка, сепак ќе покажа целата кревкост на ово живење во Република Македонија. Да, ние живееме кревко затоа што не сакаме помеѓу другото, според моје мислење, да го признаеме постоењето на некои факти. Да речеме, албанските радикали инсистираат врз правото на самоопределување, тоа значи на своја национална држава, измувајќи го елементарниот факт дека тоа право на национална држава албанскиот народ го има остварено и го ужива во Република Албанија, односно дека не се можни толку албански држави колку што албанци има или албански држави пер капита албанец. Мислите дека тоа е подтекстот на овие протести минатиот петок? Тоа е таа манипулација. Тоа е таа манипулација. Да, тие протестира против Али Ахмети. Главните пароли беа против Али Ахмети, беа против албанскиот репрезент во власта. Да, против Али Ахмети не затоа што ги довел во таква социјална состојба или незадоволство,
туку затоа што наводно не ги остварил нивните национални права. Гледате, паролата Али четник или Али облечи фустан, тоа покажува дека тие помалку кога да има чувство дека се во еден вазалски однос, како албанци во рамки на Република Македонија. Вие тоа го велите чувство на жртва, јас го велам чувство на албанска вазалност. И имам чувство дека тие луѓе всушност протестираат за да покажат колку се силни, а не колку се слаби. За да го охрабрат албанскиот партнер во власта, за да покажа многу поголема сила во тие преговори, во тоа барање на позиција со македонскиот партнер. Па во теоријата обично се смета обратното, дека национализмот не е израз на чувството на супериорност, туку на инфериорност, а инфериорноста најчесто се разрешава преку агресија. Така што јас национализмот повеќе би го сватил како израз на чувство на инфериорност, отколку на чувство на супериорност. Тоа важи веројатно и за албанските и за македонските граѓани. Било кој националист. Тука по таа основа ме судира на две чувства на инфериорност во рамки на Република Македонија, ако можам да ве разберам. Да. И македонците се чувстват инфериорни од албанците кои ќе земат државата, и албанците велат ние сме инфериорни, тие не ни ги даваат нашите права и така натаму. Точно две чувства на инфериорност, од која едното нема никаква основа, мислам кај албанците. Политичко барање за делегитимирање на албански партии, да. Политичко барање да се каже дека се незадоволни од својата позиција. Меѓутоа на масата, да дајте легитимитет, да може да извршува и одредена истражна постапка, да оценува кои се вистински, кои не се вистински убици. Тоа апсолутно води кон една политика на дивиот запад пред 150 години. Колку што ги следев тие демонстрации, во ниту еден миг никој не рече ниту дека тие се убиците, нити дека не се. Тие кажа само нешто. Ние не веруваме на овие институции. Добро, тоа исто. Ако не видите, не исто. Ако не верувате, сметате дека не се вистинските убици фатени. Тогаш ќе дискутираме за ова, не за демонстрациите, ќе дискутираме за институциите. Ако не верувате, дали може да им се верува на институции? Ве молам. Па во Македонија вие имате семено апсење. Што му се случи на Рамковски? Господине Ким, Па во Македонија имате закони кои што се носат не за да се спроведуваат, туку да се спроведат само за тој што не е со нас. И јас не тврдам дека ова се однесува само за албанците, ова се однесува за сите. Груевски носи закони за да се спроведат кон сите што не се со нас, не за сите граѓани. Тие институции го фатија полицајецот што уби двајца албанци во Гостивар. Исти се тие институции. Не се различни институции. Фатат, па нека докажат дека овие се и нека ги осудат. Па никогаш македонците им падна на памет да протестират дека можеби не бил вистинскиот убиец. Знаете што? Дента кој е фатен, веќе која сакате така да дискутираме, првата изјава на портпаролот на Министерството за внатрешни работи беше дека во самоодбрана се убиени. Е така? Што ова значи за мене? Тој уште не беше пристигнат во полициска станица, портпаролот на МВР вака изјави. Нека ме тужи ако лажам. Да, го уапсија, меѓутоа институцијата му спрема алиби, уште пред тој да каже дека е така. Институцијата му спрема алиби. А од друга страна, дозволете сега да ви кажам, од друга страна, полицијата затвара 20 души и одма знае дека се терористи, биле во Афганистан, убивале НАТО војници. Кај го има тоа? Кај го има тоа? И тој молотов коктел на тоа едно социјално незадоволство, едно национално незадоволство, кое сега добива елементи на едно религиско незадоволство, може ли да прави сериозни проблеми? Говорам за албанскиот фактор. Тоа е она што може да прави сериозни проблеми не само во албанскиот фактор, туку и помеѓу самите македонци, кои исто така се на работ на економската екзистенција, кои исто така се чувствуваат национално и религиозно фрустрирани, особено што не сме признати и како црква, и како народ од соседните земји, така што таа комбинација на незадоволство кај едните и кај другите комбинирано како незадоволство социјално, значи економско, национално и религиозно, може да биде многу запалива смеса. И не случајно веројатно доаѓаат така наречените добронамерни совети за превентивна поделба на Македонија, односно нејзина федерализација, бидејќи доколку се закасни, тогаш Македонија ќе биде во многу полоша ситуација, доколку кога тоа би се направило сега,
А меѓутоа при тоа се заборава едно нешто, дека доколку дојде до поделба на Македонија, тогаш ќе дојде до етнички чистења, тоа значи дека нема да бидат само македонците протерувани од некои села, туку исто така од некои села ќе бидат протерувани и албанците, тоест секој ќе оди во својот тор, а етничките чистења не се добри за било кој народ. И тоа треба отворено да се каже и на албанците и на македонците. Вие треба да сте монструозен човек, за да оправдувате, јас мислам, вие или јас, било кој, треба да е монструм, стварно да оправдува убици. Па јас тие млади деца, па стварно тој што ги убил, па тој не казна. Стварно не знам што му следува. Затоа ви зборувам за протести во однос на институции, не за конкретното убиство. Па јас не би сакал да верувам и не верувам дека има човек што може да го стварно да има против да се најдат тие убици на тие 4 деца. Па тоа се нечии деца што некој ги израснал 20 години, им се радувал. И некој идиот да оди таму да ги убие. Како би можело тоа? Овие демонстрации немат врска со тоа. Имат врска со државните институции. Пазете, детето што таму го убија на прославата на ВМРО, еден ден тие институции го премолчија. Не е така. Јас дури се чудам за нешто друго. Што не излегуваат албанци и македонци заедно таа младеж да излезе и да ги праша што е тоа? Кои се тие институции? Тоа е темата што треба да се отвори тука. А не зашто овие протестираат, зашто. И мене ми е драго што првпат албанците протестираат и барат одговорност од албанските политичари, не од Груевски. Барат одговорност од тие што се одговорни за ова. Дали после самитот на НАТО во Чикаго кој треба се случи за 2 дена, ќе се продлабочи тој јас помеѓу македонците и албанците во рамки на Република Македонија и кои ќе бидат причините, кои ќе бидат последиците на таква политичка, општествена и социјална разврска на ситуацијата во нашата држава. Ние можеме да посочиме барем 5 причини кои се многу загрижувачки почитувани гледачи и кои можат и таа така сегашна кревка ситуација помеѓу македонците и албанците дополнително да ја направат уште покревка, уште послаба и уште покомплицирана. Македонците не се сигурни во албанците дека сакаат да живеат во Република Македонија и се уште сметаат дека сакаат да направат трета албанска држава на Балканот. А тоа не го сваќаат сите, разбирате. Не заборавајте еден друг факт. После Втората светска војна Албанија беше брат со Југославија. Се растори тоа. Доаѓаат русите, се растори тоа. Доаѓаат кинезите. Значи, не браќа и сестри него беа како едно тело. Сега да кажете и со американците ќе се растори. Сега со американците се. Јас не велам ништо. Ама на многу погрешни тези ја темелите вашата концепција. Не го велам тоа. Јас велам тоа. Не го велам дека скута ќе се раскажат со американците. Само ви кажам што се случувало. Значи и на тие графчиња гледате. И на тие карти тарот вртите политички. И очекувате дека ќе се раскарат и дека ние ќе го искористиме тоа нивно раскарување и една за секогаш ќе ги решиме. Ова е пренаивно да се анализира. Не, тоа не го реков, тоа ви го велите. Али јас ви кажам што се случувало. Сите браќа што биле станале душмани најголеми. Јас не знам дека се случи тоа и не верувам. Меѓутоа тоа е само илустрираме погрешната политика која ја спроведува Запад пред главната светска сила, која во нашиот регион има доверба само во албанците. Игра на албанска карта. Тоа е отворено, тоа не треба никој да го докажува од 99-та година па наваму. Албанците на тоа враќаат, македонците не знаат што се, дали се бугарофили, дали се антички македонци или се словени. Дури велат луѓето кои се разбират у пописот и статистиката дека нови попис кој беше прекинат, се јави одредена тенденција кај што дел или еден поголем дел, некој велат и значаен дел од македонските муслимани од Торбишице, почнува да се пишуваат како албанци или почнува да се пишат како турци, дека една од причините можеби за прекинување на тој попис било токму тоа изјаснување на овие македонци муслимани. Јас се според моите анализи што ги правив дека енормно се намалил бројот на тие што се изјаснувале како македонци, дека било тоа главниот проблем зашто се прекинил пописот. Како тоа се случило, не би знаел да кажам со детали, дали србите одеднаш се освестиле и сите намерили да се изјаснуваат веќе како срби, а не да глумат, значи дење македонци, а ноќе да бидат срби, дали тоа го направиле бугарите или бошњаците или торбешите, не би знаел да кажам кој го направил ова, но чувствувам дека тоа било она симптоматичното.
Сите соседни држави на Македонија чувствуваат таа кревка ситуација во нашата држава и се очекува или можно да се претпостави дека нивните апетити во однос на Македонија ќе бидат зголемени и дека на маса сега ќе ги стават сите тие прашања кои ние сметавме дека беа затворени во еден историски контекст после 1912-13 година. Македонија е у бестежинском стању. Као космонаути. Значи, нити лево, нити десно, затворени у свој брод и оставим тај избор или да се вратите у античка времена. Као што смо видели sa навијачима, што е врло симпатично и овде у Србији то примljeno sa симпатијама. Али ето, кажем, врло неизвестних 10 година. Дали очекувате после самитот на НАТО во Чикаго за 2 дена да се засилуваат притисоците врз Македонија, тие притисоци да бидат не само од Брисел и од Вашингтон, туку и дел од соседните држави да ги засилуваат притисоците врз Македонија? И господинот Борисов и господинот Плевнелиев од Софија изразија одредено незадоволство како Македонија ги регулира своите односи со Софија, а кога имаме тој проблем со Грција околу името на Србија со црквата, дали очекувате дека можеби соседните држави сега ќе добијат некој сигнал да ги засилуваат своите барања и своите притисоци врз Македонија? Ова политика која сега води Македонија ще направи така че Македонија ще остане на последно място од земите кандидати за влез во Европската унија, заедно с Босна и Херцеговина, заедно с Косово, земи които имат тешки проблеми и не се знае кога ќе бидат приети во Европската унија. Еве, една Србија која беше многу изостанала зад Македонија, гледаме веќе оди понапред. И ние овде во Бугарија се прашаме, дали не е така некои политичари в Македонија намерно да правят така, че да създават проблеми во Македонија, за да може Србија, старата метропола Белград, да оди тя по-бързо напред во македонските интеграции, в европските интеграции. Влего ли Македонија полека во една слепа улица во поглед на својата иднина, која тешко ќе биде дефинирана во кој правец ќе се движи таа македонска иднина? Видите, мислам дека не. И тука е клучно. И која е иднината, ако не? Иднината пред малку кажавме, меѓутоа за слепата улица. Ние сме во ќорсо, како ќе доведени со сите наши грешки. Вие рековте на работна бездната. Да, со сите наши грешки кои не се за подценување. Нашиот придонес во оваа ситуација со наоѓа Македонија е 5%. 90% е тешко ги влечат картите, разбирате. Не заборавајте, од 91 година, после распадот на Југославија, до денес, Македонија не добила отвор за диш. Не го спорува името, не ја блокира границата, ни поставува неприфатливи услови. Што не ни правеа, разбирате? Сега, на крајот, доаѓаме да НАТО вели прво името па членство. Тоа е блокада и уцена. Без не видена во светската пракса, разбирате. Тоа е политика на сила. И таа политика на сила може да трае, ама нема да успее. А велам, дозволите, она што е клучно кај нас е цврстата одлука дека нема прекрстување на овој народ. Таа постои медицинска кај власта денешна и тоа е клучот кој покажува кај одиме понатака. Во моментот кој ќе прифатиме ставот, ќе го виткаме рбетот, завршена е ова држава. Тогаш ќе дојде до распад и до подоби и така натака, зашто ако нема македонски народ, а со прекрстувањето државата, македонскиот народ ќе нема да постои. Ние ќе видиме северни, јужни, средни, долни, македонци ќе нема да видиме. Кој ќе нема македонски народ, нема да има македонска држава. Таа е стану непотребна, а и еден факт е важен. Македонската држава името не го добило од регионот Македонија. Македонската држава името го добило од македонскиот народ. Тоа е клучен историски факт. Не е својствено за мене, но во оставив да се доискажете на 2 минути. Знам дека не е својствено. Се извинувам што ќе бидам вака индискретен. Која година сте роден? 42. 42. Во војната. Во војната. И денес имате 70 години, сте Вчера имам 70 години. Да, и сте македонец. Точно. А бевте под бугарска окупација. Точно. Зашто ја кажувате овие приказни? Кој бара Македонија да го смени уставното име? Кој бара Македонија да го смени името? Па вие сте биле 3 години во окупација. Што биде веројатно Никовиќ, или било како. Николич, татко беше Николич. Значи, сме биле 5 века по турско. Значи, после Самуила сме немале држава и сме обстоиле. Вие сакате да кажете
дека преговорите за разликите околу името и многу точно пише во резолуцијата на Обединетите нации некаде од 1993 година, дека се разговара за разлики околу името, разлика околу името во рамки на Обединетите нации. Да го презентирате овде, значи тоа прво е зулум кон македонскиот народ. Второ е нечесно кон македонскиот народ. Да му велите дека тие разговори де факто значат губење на македонецот, македончето, македонската историја, македонскиот идентитет. Немојте да го правите тој зулум на македонскиот народ. Значи вие сте доказ. Дека не мора да постои, дека не мора да не како не може. Значи јас сум од Егејска Македонија. Значи пробале да се менате да се елиминират све живо и диво. Ме биле во туѓа држава, била Грција и некој не се откажал од македонското. Зашто ми го зборите тоа така? Зашто амбасадорот го зборите тоа? Зашто го зборите тоа? Го отрувте овој народ со тие приказни. До кога? Грешите. Ама зашто да грешам? Само кажете ми, освен американскиот амбасадор, а знаете зашто Америка ја призна Македонија под уставното име? За да растори, толики ми кажете. Ако ја призна под уставно име, бидејќи ја сметала за стратешки партнер, бидејќи инвестирала во нејзината име. Ние не сме стратешки партнер. Ние сме стратешки партнер. Албанците се стратешки партнер, а ние не сме стратешки партнер. Зашто не сме? Бидејќи американците имат некои задкулисни интереси за Македонија. Друго прашање загатнавте ова околу прекрстувањето. Клучот е прекрстувањето. Вие викате уставното име. Ние, додека дозволите. Себе слушав јас. Да го објаснам ова, зашто клучно прашање поставите кои мнозина го раскажуваат, а нема основа. Вие велите клучот на името, односно што е целта со промената на името на државата. Ама ќе ви цитираме резолуцијата. Јас ќе те поточно од вас. Втора работа, вие знаете дека тоа меѓународно име е поранешни југословенска со мали букви. Значи, тоа е запишено во Обединетите нации, а Република Македонија со големи букви. Значи, таа дистинкција, покојни Стево Царенковски од тие преговори ја правеше. Значи, тоа мора да му кажете на македонскиот народ. Македонскиот народ, така ранлив како што е сега после 2001 година, така ранлив со прашањето за името, ги голта сите тие предрасуди кои му се сервираат. Но го лажите народ. Не се, ова се факти. Кои факти? Прво, референцата не е лоша. Дозволете. Го труете народот дека сите го мрзат, сите не го сакаат. Светски заговор пред народот. Ами у српскиот филм на Милошич ќе влеземе. Тоа се работи за стратегиски интереси на главните фактори, не за лажење било што. Кажете ми вие, што е целта да се промени името на државата? Зашто? Па не се менува името на државата. Се разговара за име за меѓународна употреба. Ама не се разговара, никаде не стои за меѓународна употреба. Вие бевте председавач на Генералното собрание на Обединетите нации, че можевте директно прво да видите атмосферата во рамки на Обединетите нации, а второ да ги проучите тие резолуции и документи. Зашто всушност денес преговарат Македонија и Грција со посредство на немици? Ние разговараме за разликите околу името и така како ќе биде во Обединетите нации регистрирано. А не разговараме околу тоа како се вика оваа држава. Таа се вика Република Македонија. И не знам зошто и тоа се проблематизира на начин кој воопшто никаде не е ниту запишан, ниту па од нас тоа некој го барал. Впрочем, најдобар доказ за тоа е признавањето од повеќе од 130 држави во светот на нашата држава по тоа име, може некој останалото име. Не го менувајте канал, да се враќаме веднаш после рекламите, почитувани гледачи. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. години трговијата е нашиот занает.
Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Иако треба да направиме одредена парафраза на сите тие навреди кои ги патуваме едни кон други или на тие фрустрации со кои живеат македонците и албанците, тогаш веројатно треба да се постави дилемата како после НАТО самитот во Чикаго или во наредните неколку години во иста држава ќе живеат исламски радикалисти, македонски бугарофили или антички македонци. Што очекувате? Дали може после самитот на НАТО да се засилува тој притисок врз Македонија? И тоа не мислам само од Брисел и Вашингтон, мислам од овие соседни држави. Бугарите веќе ги испорача дел од своите барања, Грција веќе подолго време го има тој проблем со името. Србија веќе покажува одредено менување на својот однос, сака една порегионална своја позиција, па дури до ниво на менување на граници преку одредени мировни конференции. Сигналите кои доаѓа изминативе неколку недели велат дека соседните држави ќе го засилуваат, дали стимулирано, дали само иницијативно притисокот врз Македонија после самитот на НАТО во Букурешт. Па видите, Македонија ако оди по овој пат по кој тргнала, на неја не и треба никаков надворешен притисок. Таа не е загрозена од надвор. Таа е загрозена самата себе си од внатре, затоа што не може да се соочи и нема политичка сила и нема политичка волја да се согледат внатрешните проблеми и тие еднаш за секојаш да се решават. 20 години ние зборуваме за албанско-македонски проблеми. 20 години ние градиме добри меѓуетнички односи со етнички партии. Има логика во тоа. 20 години оваа Македонија само го продлабочува брегот, оној амбис што не дели. 20 години во оваа Македонија се инсистира да се втемели уверувањето кај македонците дека и државните институции се наши и не ги даваме. И кај албанците она свеста дека ќе ви дадеме, но ќе се договориме со нашите политички коалициони партнери, кој договор на крај завршува на неколку тендери. И таква Македонија градите вие. И нормално таквата Македонија, овие што ја гледате од надвор, гледаат дека скапе од внатре и секогаш се подготвени. И ако забележувате, од 90-та година навака, барањата на соседите некако растат. Тие не се намалуваат. Од година Беше до година. први само Грчка со името. Бугарија и вака и онака. Сега, сите пројавуваат по нешто. Зашто? Тие оценуваат дека тука нешто не оди, не лепи. И гледате, за прв пат, после првата Балканска војна, Бугарија, Србија и Грција имат исти квалификации во однос на Македонија. Дека е безмалку донесено во прашање функционирањето на Македонија, дека тие антагонизми помеѓу македонците и албанците станат од ден на ден се поголеми, дека тие антагонизми располагаат со критична маса и на едната и на другата страна со одредени екстремни елементи кои може да предизвикат еден поширок контекст и конфликт, и дека тој конфликт може би да предизвика вклучување на некои од соседните држави во целиот тој процес. И трите држави кои беа на една иста страна, единствен пат во историјата во Балканската војна, денес се повторно. Сите денес која ја гледат Македонија, која што наместо да се стабилизира, таа се враќа на рати тука се гине или она сезонски повторно се враќа на почетната позиција. Една година, 2 години, 5 години. Кој како се менува власта, јас мислам дека сето ова ги наведува некои да ги видат тапиите. Дали ги чуваат се уште дома, старите тапии, и за случај на употреба да ги однесат на нотар да ги заверат уште еднаш. Тоа ако не го знаеме ние што живееме во Македонија, тогаш сме наивни. Оти на крај краишта и надворешната политика, базаментот на надворешната политика и се внатрешните односи, внатрешната стабилност. А Македонија внатрешно никако не се стабилизира. Гледате, господине Ким Мехмети, како лесно се лепи кај македонците таа етикета за албанците исламски радикалисти. Значи, немаше ни потреба премногу долго да се елаборира. Значи, беше проголтана како јадица безмалку во првите 5 минути од кога се излезе на пресконференцијата. Од друга страна, па ги слушате албанците кои велат што прават македонците со овој процес на антиквизација. Дали самите знаат што се, дали се Словени, дали се антички македонци, дали се срби, дали се бугари, така. Гледате, двете структури колку
лесно може да се индоктринират за работи кои го навредува едниот или другиот. Апсолутно, меѓутоа, знаете што е тука најтрагичното? Што тоа го прават институциите. Исламскиот радикализам не го кажа некој на улица, го кажа званичните луѓе, при овој случај последен. Ова дека македонците не знаат што се, условно кажано, не го велам јас, го велат институциите, со тоа што се менува историјата на македонскиот народ, сезонски. Доаѓа Груевски, антички македонци, ќе се врати Бранко, ќе бидат наследници на јужнословените. Спомениците не ги градија навијачите на спортските... На Шкендија или на Слога. Ги изградија ова држава. Енциклопедијата на Македонија не ја финансира некои екстремни македонци кои што имат некоја омраза кон албанците, ја финансираше ова држава. Така да црквата на Кале не ја градеа навијачите на Вардар и не отидоа да ја срушат тие на Влазними, ја градеше ова влада. Ова сегашната црква што ќе се гради таму, не знам каде, до спомен куќата на мајка Тереза, не ја градат некој клуб на не знам какви македонци по-православни од другите, туку самата влада. И милион вакви случаи имате вие. И не е опасно, секоја држава има луѓе што мразат поединци, што имат фобии, што имат предрасуди. Тоа не е опасно за државите. Опасно е кога институционално вие тоа го правите. Кога можело во бивша Југославија во хор да вика некој смрт за шиптарите и гасни комори за шиптарите? Кога можело? Денес тоа може. Од друга страна во Струга да се вика смрт за коурите. Ама видете, не правдам јас. Меѓутоа, или да се пали македонско знаме. Видете, јас сум рекол и во ваша емисија, и затоа ви беше изабранета, ви реков, утакмицата на барање гасни комори и на палење знамиња почнала и покојник, осем со животот, може да биде и цела Македонија. И тој што може да ми го противрече ова и да ми докаже дека со тоа се оди кон постабилна Македонија, стварно можам само нешто да му кажам, не сум толку будала. Знам кај води тоа. Горе-доле тука е крајот на нашата емисија, но ние се враќаме после рекламите да одјавиме нашата емисија, да ја посакаме пријатна вечер, почитувани гледачи. Стариот добар проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Шеесет години трговијата е нашиот занет. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Ова беше емисијата во Центарот сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.
окупација. Што биде веројатно Николич, Николич или било како. Николич, татко беше Николич. Значи, ме биле 5 века по турско. Значи, после Самуила сме немале држава и сме обстоиле. Вие сакате да кажете дека преговорите за разликите околу името и многу точно пише во резолуцијата на Обединетите нации, некаде од 1993 година, дека се разговара за разлики околу името. Разлика околу името во рамки на Обединетите нации. Да го презентирате овде. Значи, тоа прво е зулум кон македонскиот народ. Второ е нечесно кон македонскиот народ. Да му велите дека тие разговори де факто значат губење на македонецот, македончето, македонската историја, македонскиот идентитет. Немојте да го правите тој зулум на македонскиот народ. Значи вие сте доказ. Значи вие сте доказ дека не мора да постои, дека не мора да не како не може. Значи јас сум од Егејска Македонија. Значи пробале да семената да се елиминираат све живо и диво. Ме биле во туѓа држава, била Грција и некој не се откажал од македонското. Зашто ми го зборите тоа така? Зашто амбасадорот го зборите тоа? Зашто го зборите така? Значи, го отрувте овој народ со тие приказни. До кога? Грешите. Ама зашто да грешам? Само кажете ми, осим американскиот амбасадор, а знаете зашто Америка ја призна Македонија под уставното име? За да растори, тоа ли ќе ми кажете? Ако ја призна под уставно име, бидејќи ја сметала за стратешки партнер, бидејќи инвестирала во незината име. Ние не сме стратешки партнер. Ние сме стратешки партнер. Албанците се стратешки партнер, а ние не сме стратешки партнер. Зашто не сме? Бидејќи американците имаат некои задкулисни интереси за Македонија. Друго прашање загатнавте ова околу прекрстувањето. Клучот е прекрстувањето. Вие викате уставното име. Ние, додека, дозволете. Себе слушав јас. Да го објаснам ова, зашто клучно прашање поставите кои мнозина го раскажуваат, а нема основа. Вие велите клучот на името, односно што е целта со промената на името на државата. Ама ќе ви цитираме резолуцијата. Јас ќе поточно од вас. Втора работа, вие знаете дека тоа меѓународно име е поранешна југословенска со мали букви. Значи, тоа е запишено во Обединетите нации, а Република Македонија со големи букви. Значи, таа дистинкција, покојни Стево Царенковски од тие преговори ја правеше. Значи, тоа мора да му кажете на македонскиот народ. Македонскиот народ, така ранлив како што е сега после 2001 година, така ранлив со прашањето за името, ги голта сите тие предрасуди кои му се сервираат. Но го лажите народот. Не се, ова се факти. Кои факти? Прво, референцата не е лоша. Дозволете. Го труете народот дека сите го мрзат, сите не го сакаат. Светски заговор пред народот. Ами у српскиот филм на Милошевич ќе влеземе. Тоа се работи за стратегиски интереси на главните фактори, не за лажење било што. Кажете ми вие, што е целта да се промени името на државата? Зашто? Па не се менува името на државата. Се разговара за име за меѓународна употреба. Ама не се разговара, никаде не за меѓународна употреба. Вие бевте председавач на Генералното собрание на Обединетите нации. Че можевте директно прво да видите атмосферата во рамки на Обединетите нации, а второ да ги проучите тие резолуции и документи. Зашто всушност денес преговарат Македонија и Грција со посредство на немици? Ние разговараме за разликите околу името и така како ќе биде во Обединетите нации регистрирано. А не разговараме околу тоа како се вика оваа држава. Таа се вика Република Македонија. И не знам зошто и тоа се проблематизира на начин кој воопшто никаде не е ниту запишан, ниту па од нас тоа некој го бара. Впрочем, најдобар доказ за тоа е признавањето од повеќе од 130 држави во светот на нашата држава по тоа име, значи под уставното име. Не го менувајте канал, да се враќаме веднаш после рекламите, почитувани гледачи. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
60 години трговијата е нашиот занет. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Иако треба да направиме одредена парафраза на сите тие навреди кои ги патуваме едни кон други или на тие фрустрации со кои живеат македонците и албанците, тогаш веројатно треба да се постави дилемата како после НАТО самитот во Чикаго или во наредните неколку години во иста држава ќе живеат исламски радикалисти, македонски бугарофили или антички македонци. Што очекувате? Дали може после самитот на НАТО да се засилува тој притисок врз Македонија? И тоа не мислам само од Брисел и Вашингтон, мислам од овие соседни држави. Бугарите веќе ги испорача дел од своите барања, Грција веќе подолго време го има тој проблем со името. Србија веќе покажува одредено менување на својот однос, сака една порегионална своја позиција, па дури до ниво на менување на граници преку одредени мировни конференции. Сигналите кои доаѓа изминативе неколку недели велат дека соседните држави ќе го засилуваат, дали стимулирано, дали само иницијативно притисокот врз Македонија после самитот на НАТО во Букурешт. Па видите, Македонија ако оди по овој пат по кој тргнала, на неја не и треба никаков надворешен притисок. Таа не е загрозена од надвор. Таа е загрозена самата себе се од внатре, затоа што не може да се соочи и нема политичка сила и нема политичка волја да се согледат внатрешните проблеми и тие еднаш за секојаш да се решават. 20 години ние зборуваме за албанско-македонски проблеми. 20 години ние градиме добри меѓуетнички односи со етнички партии. Има логика во тоа. 20 години оваа Македонија само го продлабочува брегот, оној амбис што не дели. 20 години во оваа Македонија се инсистира да се втемели уверувањето кај македонците дека и државните институции се наши и не ги даваме. И кај албанците она свеста дека ќе ви дадеме, но ќе се договориме со нашите политички коалициони партнери, кој договор на крај завршува на неколку тендери. И таква Македонија градите вие. И нормално таквата Македонија, овие што ја гледат од надвор, гледат дека скапе од внатре и секогаш се подготвени. И ако забележувате, од 90-та година навака, барањата на соседите некако растат. Тие не се намалуваат. Од година Беше до година. први само Грчка со името. Бугарија и вака и онака. Сега сите пројавуваат по нешто. Зашто? Оти оценуваат дека тука нешто не оди, не лепи. И гледате, за прв пат, после првата Балканска војна, Бугарија, Србија и Грција имат исти квалификации во однос на Македонија. Дека е безмалку донесено во прашање функционирањето на Македонија, дека тие антагонизми помеѓу македонците и албанците станат од ден на ден се поголеми, дека тие антагонизми располагаат со критична маса и на едната и на другата страна со одредени екстремни елементи кои може да предизвикат еден поширок контекст и конфликт, и дека тој конфликт може би да предизвика вклучување на некои од соседните држави во целиот тој процес. И трите држави кои беа на една иста страна, единствен пат во историјата во Балканската војна, денес се повторно. Сите денес која ја гледат Македонија, која што наместо да се стабилизира, таа се враќа на рати тука се гине или она сезонски повторно се враќа на почетната позиција. На една година, 2 години, на 5 години. Кој како се менува власта. Јас мислам дека сето ова ги наведува некои да ги видат тапиите. Дали ги чуваат се уште дома, старите тапии, и за случајна употреба одма да ги однесат на нотар да ги заверат уште еднаш. Тоа ако не го знаеме ние што живееме во Македонија, тогаш сме наивни. Оти на крајшта и надворешната политика, базаментот на надворешната политика и се внатрешните односи, внатрешната стабилност. А Македонија внатрешно никако не се стабилизира. Гледате, господине Ким Мехмети, како лесно се лепи кај македонците таа етикета за албанците исламски радикалисти. Значи, немаше ни потреба премногу долго да се елаборира. Односно нејзина федерализација, бидејќи доколку се закасни,
тогаш Македонија ќе биде во многу полоша ситуација колку кога тоа би се направило сега. А меѓутоа при тоа се заборава едно нешто, дека доколку дојде до поделба на Македонија, тогаш ќе дојде до етнички чистење, тоа значи дека нема да бидат само македонците протерувани од некои села, туку исто така од некои села ќе бидат протерувани и албанците, тоест секој ќе оди во својот тор, а етничките чистења не се добри за било кој народ. И тоа треба отворено да се каже и на албанците и на македонците. Вие треба да сте монструозен човек, за да оправдувате, јас мислам вие или јас, било кој, треба да е монструм, свано да оправдува убици. Па јас тие млади деца, па свано тој што ги убил, па тој не казна. Свано не знам што му следува. Затоа ви зборувам за протести во однос на институции, не за конкретното убиство. Па јас не би сакал да верувам и не верувам дека има човек што може да го сварно да има против да се најдат тие убици на тие 4 деца. Па тоа се нечии деца што некој ги израснал 20 години, им се радувал. И некој идиот да оди тамо да ги убие. Како би можело тоа? Овие демонстрации немат врска со тоа. Имат врска со државните институции. Пазете, детето што таму го убија на прославата на ВМРО, еден ден тие институции го премолчија. Не е така. Јас дури се чудам за нешто друго. Што не излегуваат албанци и македонци заедно таа младеж да излезе и да ги праша што е тоа, кои се тие институции. Тоа е темата што треба да се отвори тука. А не зашто овие протестираат, зашто. И мене ми е драго што првпат албанците протестираат и барат одговорност од албанските политичари, не од Груевски. Барат одговорност од тие што се одговорни за ова. Дали после самитот на НАТО во Чикаго кој треба се случи за 2 дена, ќе се продлабочи тој јас помеѓу македонците и албанците во рамки на Република Македонија и кои ќе бидат причините, кои ќе бидат последиците на таква политичка, општествена и социјална разврска на ситуацијата во нашата држава. Ние можеме да посочиме барем 5 причини кои се многу загрижувачки, почитувани гледачи, и кои можат и таа така сегашна кревка ситуација помеѓу македонците и албанците дополнително да ја направат уште покревка, уште послаба и уште покомплицирана. Македонците не се сигурни во албанците дека сакаат да живеат во Република Македонија и се уште сметаат дека сакаат да направат трета албанска држава на Балканот. А тоа не го сваќаат сите, разбирате, не заборавајте еден друг факт. После Втората светска војна Албанија беше брат со Југославија. Се растори тоа. Доаѓаат русите, се растори тоа. Доаѓаат кинезите. Значи, не браќа и сестри него беа како едно тело. Сега да кажете и со американците сега се американците се. Јас не велам ништо. Ама на многу погрешни тези ја темелите вашата концепција. Не го велам тоа. Јас велам тоа. Не го велам дека скуте ќе се раскажат со американците. Само ви кажам што се случувало. Значи и на тие графчиња гледате. Не гледам така. Јас само ви кажам што се случувало. И на тие карти тарот вртите политички. И очекувате дека ќе се раскарат и дека ние ќе го искористиме тоа нивно раскарување и една за секогаш ќе ги решиме. Ова е пренаивно да се анализира. Не, тоа не го реков, тоа вие го велите. Али јас ви кажам што се случувало. Сите браќа што биле станале душмани најголеми. Јас не знам дека се случи тоа и не верувам. Меѓутоа тоа е само илустрираме погрешната политика која ја спроведува Запад пред главната светска сила, која во нашиот регион има доверба само во албанците. Игра на албанска карта. Тоа е творно, тоа не треба никој да го докаже од 99-та година па навака. Албанците на тоа враќаат, македонците не знаат што се, дали се бугарофили, дали се антички македонци или се словени. Дури велат луѓето кои се разбират у пописот и статистиката дека на овој попис кој беше прекинат се јави одредена тенденција кај што дел или еден поголем дел, некој велат и значаен дел од македонските муслимани од Орбишице почнува да се пишуваат како албанци или почнува да се пишат како турци, дека една од причините можеби за прекинување на тој попис било токму тоа изјаснување на овие македонци муслимани. Јас се, според моите анализи што ги правив, дека енормно се намалил бројот на тие што се изјаснувале како македонци, дека било тоа главниот
проблем зашто се прекинил пописот. Како тоа се случило, не би знаел да кажам со детали, дали србите одеднаш се освестиле и сите намерили да се изјаснуваат веќе како Срби, а не да глумат, значи дење македонци, а ноќе да бидат Срби, дали тоа го направиле бугарите или бошњаците или торбишите, не би знаел да кажам кој го направил ова, но чувствувам дека тоа било она симптоматичното. Сите соседни држави на Македонија чувствуваат таа кревка ситуација во нашата држава и се очекува или можно да се претпостави дека нивните апетити во однос на Македонија ќе бидат зголемени и дека на маса сега ќе ги стават сите тие прашања кои ние сметавме дека беа затворени во еден историски контекст после 1912-13 година. Македонија е у бестежинском станју. Као космонаути. Значи, нити лево, нити десно, затворени у свој брод и оставим тај избор или да се вратите у античка времена. Kao što smo vidjeli sa navijačima, što je vrlo simpatično i ovdje u Srbiji to primljeno sa simpatijama. Ali eto, kažem, vrlo neizvjesnih 10 godina. Дали очекувате после самитот на НАТО во Чикаго за 2 дена да се засилуваат притисоците врз Македонија, тие притисоци да бидат не само од Брисел и од Вашингтон, туку и дел од соседните држави да ги засилуваат притисоците врз Македонија? И господинот Борисов и господинот Плевнелиев од Софија изразија одредено незадоволство како Македонија ги регулира своите односи со Софија, а кога имаме тој проблем со Грција околу името на Србија со црквата, дали очекувате дека можеби соседните држави сега ќе добијат некој сигнал да ги засилуваат своите барања и своите притисоци врз Македонија? Ова политика која сега води Македонија ще направи така че Македонија ще остане на последно място од земите кандидати за влез во Европската унија, заедно с Босна и Херцеговина, заедно с Косово, земи които имат тежки проблеми и не се знае кога ќе бидат приети во Европската унија. Еве, една Србија која беше многу изостанала зад Македонија, гледаме веќе оди понапред. И ние овде во Бугарија се прашаме, дали не е така некои политичари в Македонија намерно да правят така, че да създават проблеми во Македонија, за да може Србија, старата метропола Белград, да оди тя по-бързо напред во македонските интеграции, в европските интеграции. Влего ли Македонија полека во една слепа улица во поглед на својата иднина, која тешко ќе биде дефинирана во кој правец ќе се движи таа македонска иднина? Видите, мислам дека не. И тука е клучно. И која е иднината, ако не? Иднината пред малку кажавме, меѓутоа за слепата улица. Ние сме во ќорсо, како ќе доведени со сите наши грешки. Вие рековте на работ, на бездната. Да, со сите наши грешки кои не се за подценување. Нашиот придонес во оваа ситуација со наоѓа Македонија е 5%. 90% е тешко ги влечат картите, разбирате. Не заборавајте, од 91 година, после распадот на Југославија, до денес, Македонија не добила отвор за диш. Не го спорува името, не ја блокира границата, ни поставува неприфатливи услови. Што не ни правеа, разбирате? Сега, на крајот, доаѓаме да НАТО вели прво името па членство. Тоа е блокада и уцена. Без не видена во светската пракса, разбирате. Тоа е политика на сила. И таа политика на сила може да трае, ама нема да успее. А велам, дозволите, она што е клучно кај нас е цврстата одлука дека нема прекрстување на овој народ. Таа постои медицинска кај власта денешна и тоа е клучот кој покажува кај одиме понатака. Во моментот кој ќе прифатиме ставот, ќе го виткаме рбетот, завршена е ова држава. Тогаш ќе дојде до распад и до подоби и така натака, зашто ако нема македонски народ, а со прекрстувањето на државата, македонскиот народ ќе нема да постои. Ние ќе видиме северни, јужни, средни, долни, македонци ќе нема да видиме. Кој ќе нема македонски народ, нема да има македонска држава. Таа е стану непотребна, а и еден факт е важен. Македонската држава името не го добила од регионот Македонија. Македонската држава името го добила од македонскиот народ. Тоа е клучен историски факт. Не е својствено за мене, но го оставив да се доискажете на 2 минути. Знам дека не е својствено. Се извинувам што ќе бидам вака индискретен. Која година сте роден? 42. 42. Во војната. Во војната. И денес имате 70 години, сте македонец. Вчера имам 70 години. Да, и сте македонец. Точно.
а бевте под бугарска окупација. Точно. Зашто ги кажувате овие приказни? Кој бара Македонија да го смени уставното име? Кој бара Македонија да го смени името? Па вие сте биле 3 години во или не знам, македонска страна. Народност или страна. Туку напротив тоа незадоволство се користи и се усмерува од една страна кон религиозна насока, а од друга страна кон национална насока. Ќе направите таков спој помеѓу националното и религиозното, врз основа на едно социјално незадоволство, тогаш се добива една многу експлозивна смеша која ме подсетува на оно што се случуваше во Германија за времето на 30-тите години. Многу е комплексно расположението на македонците кон овие прашања. Велат ни ништо не правевме, не се буневме кога бие тие тоа двократно убиство во Гостивар. Излегува 10, 15 или 20 албанци, протестира против тоа убиство и ние не рековме ништо. Сега се убиени 5 македонски деца, со алузија, нели, првична дека се исламски радикалисти убиците. И професионалци од прва категорија. Исподна дека нашите мајки се тие професионалки што успеваат. Подосна, нели, се откри дека на вистина дел од убиците, едни од фатени, двајцата во бегство се претпоставува, нели, или како што вели министерката има цврсти материјални докази дека се албанци. И на крајот велат македонците, па добро, ем ги убија 5 мината македонци, ем протестират против фаќањето на убиците. Што сакаат албанците? Видете, јас сега ова ќе ви звучи многу албанско, но јас не ги сваќам овие протести, овие демонстрации против убиците. Кој го кажал тоа? Па брат ми да е, јас ќе барам да биде осуден на смрт. Масата велеше, пуштите ги луѓето и него ќе правиме ршум со бензин во Скопје. Тоа знаете зашто е тоа така? Истата ова полиција го направи Сопот, истата ова полиција уби пакистанци терористи, истата ова полиција првите те затвара, после ти изнесува докази дека си тој. И јас дури претhodно во еден текст сум рекол дека овој случај е вистинска можност ова полиција да ја врати довербата кај сите граѓани. Зашто? Да ги пронајде виновниците, да не остане. Како може на ова полиција... Полицијата вели, пронајдени се виновниците. Да. Имаме едно прашање. Таа ги кажува по име и по презиме. Како може на полиција да и се случи, да спроведе човек и една недела никој да не знае каде е? Како може? Па веројатно знаеле. Ама еве доказ дека испаѓа дека не знаеле. Невешта во своето елаборирање. Утредента рекоа дека е пуштен дома, после рекоа дека не знаеме каде, после рекоа дека е слободен, негде шета, знаете, као возрастен. Мислите дека тоа доволно причини да се излезе на улица и таа маса. Јас да ви кажам, воопшто ова маса не излегува. Ако влезете во сршта на тоа што тие барат, таа не излегува во врска само со монструм. Таа вели дека веќе сме разочарани од вакви албански политичари, таа вели дека веќе не се поднесува ова што го прават институциите. Па кај сте виделе вие жени да водат за рака двајца маскирани полицајци? Кај се полицајците на оваа држава? Сега имаме две крајности. Македонците велат те извикува УЧК и голема Албанија и тоа предизвикува гнев. Ке македонските граѓани предизвикува гнев дека се нападнати полицајци на Република Македонија или припадници на МВР, се нападнати институциите на државата и тоа го сваќаат како доказ дека еве повторно после 2001 година албанците сметаат дека треба да се борат против Република Македонија. Од друга страна албанците велат ние не сме исламски терористи, не беше нападната верата, се излегува со едни груби квалификации кои го навреди цел еден народ со таква исламска или муслиманска вероисповест и дека тоа е шлагвортот сушност на сите тие протести, но во основа, во основа тие две крајности генерираат проблеми, генерираат одредени фрустрации, генерираат одредени незадоволства на тлото на Република Македонија. Гледате едни протести од 10.000 луѓе, колку и да се фасцинантни во бројка, сепак ќе покажа целата кревкост на ово живење во Република Македонија. Да, ние живееме кревко затоа што не сакаме помеѓу другото, според моје мислење, да го признаеме постоењето на некои факти. Да речеме, албанските радикали инсистираат врз правото на самоопределување, тоа значи на своја национална држава, измувајќи го елементарниот факт дека тоа право на национална држава албанскиот народ го има остварено и го ужива во Република Албанија, односно дека не се можни
толку албански држави колку што албанци има или албански држави пер капита албанец. Мисли дека тоа е подтекстот на овие протести минатиот петок? Тоа е таа манипулација. Тоа е таа манипулација. Да, тие протестира против Али Ахмети. Главните пароли беа против Али Ахмети, беа против албанскиот президент во власта. Да, против Али Ахмети не затоа што ги довел во таква социјална состојба или незадоволство, туку затоа што наводно не ги остварил нивните национални права. Гледате, паролата Али Четник или Али облечи фустан, тоа покажува дека тие помалку кога има чувство дека се во еден вазалски однос, како албанци во рамки на Република Македонија. Вие тоа го велите чувство на жртва, јас го велам чувство на албанска вазалност. И имам чувство дека тие луѓе всушност протестира за да покажат колку се силни, а не колку се слаби. За да го охрабрат албанскиот партнер во власта да покажа многу поголема сила во тие преговори, во тоа барање на позиција со македонскиот партнер. Па во теоријата обично се смета обратното, дека национализмот не е израз на чувството на супериорност, туку на инфериорност, а инфериорноста најчесто се разрешува преку агресија. Така што јас национализмот повеќе би го сватил како израз на чувство на инфериорност, отколку на чувство на супериорност. Тоа важи веројатно и за албанскиот и за македонскиот граѓани. Било кој националист. Тука по таа основа ме судира на две чувства на инфериорност во рамки на Република Македонија, ако можам да ве разберам. Да. И македонците се чувстват инфериорни од албанците кај ние зема државата, и албанците велат ние сме инфериорни, тие не ни ги даваат нашите права и така натаму. Точно две чувства на инфериорност, од која едното нема никаква основа, мислам кај албанците. Политичко барање за делегитимирање на албански партии, да. Политичко барање да се каже дека се незадоволни од својата позиција. Меѓутоа на масата, да дајте легитимитет, да може да извршува и одредена истражна постапка, да оценува кои се вистински, кои не се вистински убици. Тоа апсолутно води кон една политика на дивиот запад пред 150 години. Колку што ги следев тие демонстрации, во ниту еден миг никој не рече ниту дека тие се убиците, нити дека не се. Тие кажа само нешто. Ние не веруваме на овие институции. Добро, тоа исто. Ама видете, не исто. Ако не верувате, сметате дека не се вистинските убици фатени. Тогаш ќе дискутираме за ова, не за демонстрациите, ќе дискутираме за институциите. Ако не верувате, дали може да им се верува на институции? Ве молам. Па во Македонија вие имате семено апсење. Што му се случи на Рамковски? Господине Ким, Па во Македонија имате закони кои што се носат не за да се спроведуваат, туку да се спроведат само за тој што не е со нас. И јас не тврдам дека ова се однесува само за албанците, ова се однесува за сите. Груевски носи закони за да се спроведат кон сите што не се со нас, не за сите граѓани. Тие институции го фатија полицајецот што уби 20 албанци во Гостивар. Исти се тие институции. Не се различни институции. Фатат, па нека докажат дека овие се и нека ги осудат. Па никош македонците не падна на памет да протестират дека можеби не бил вистинскиот убиец. Знаете што? Дента кој е фатен, веќе кога сакате така да дискутираме, првата изјава на портпаролот на Министерството за внатрешни работи беше дека во самоодбрана се убиени. Е така? Што ова значи за мене? Тој уште не беше пристигнат во полициска станица, портпаролот на МВР вака изјави. Нека ме тужи ако лажам. Да, го уапсија, меѓутоа институцијата му спрема алиби, уште пред тој да каже дека е така. Институцијата му спрема алиби. А од друга страна, дозволете сега да ви кажам, од друга страна, полицијата затвара 20 души и одма знае дека се терористи, биле во Афганистан, убивале НАТО војници. Кај го има тоа? Кај го има тоа? И тој молотов коктел на тоа едно социјално незадоволство, едно национално незадоволство, кое сега добива елементи на едно религиско незадоволство, може ли да прави сериозни проблеми? Говорам за албанскиот фактор. Тоа е она што може да прави сериозни проблеми не само во албанскиот фактор, туку и помеѓу самите македонци, кои исто така се на работ на економската екзистенција, кои исто така се чувствуваат национално и религиозно фрустрирани, особено што не сме признати и како црква, и како народ од соседните земји, така што таа комбинација на незадоволство кај едните и кај другите комбинирано како незадоволство социјално, економско, национално и религиозно, може да биде многу запалива смеса.
И не случајно веројатно доаѓаат така наречените добронамерни совети за превентивна поделба на Македонија. За НАТО, а македонците имаат некои дилеми и поготово политиката која НАТО е според према нашата земја. Нашиот најголем хендикеп е подреност на ми македонците. Да не дека албанците. Добро, ние имаме, дозволите, во основа на што да имаме кохезија, ако имаме во што сме поделени? Видите, ако тогаш да се угледаме на албанците, кој е албанското национално прашање на дневен ред, нема никаква нијанса на различитост. Дозволите. Сите се, дозволите. Кај бевте минатиот петок? Чекайте. Не, се извинувам. Не, се извинувам. Бевте во Скопје минатиот петок? Не, бев во петок, само ќе кажам зашто било така. Не, се извинувам. Бевте ли во Скопје минатиот петок? Дозволите, не ме дослушате. Па тамо 10.000 албанци, ама 10.000 албанци протестираат против Али Ахмети. За какво единство на албанците говорите? Не ме дослушавате. Па не можете да барате кохезија. Ама како да ве дослушам? Вие не можете да барате кохезија околу погрешна политика. Јас зборувам за албанската кохезија, консензус 100% околу албанското национално прашање, кој е тоа на дневен ред. Ниту еден албанец, дозволете, ниту еден албанец нема да го издвои своето мислење. Дозволете. И во 21 век ќе прават голема Албанија. Дозволете. Ајде ќе ве молам. Тие исти албанци на внатрешен план, Тачи Ахмети во Република Македонија, Рама и Бериша во Албанија, Харадина и не знам и другиот Хашим, како се Тачи на Косово. Сите се гледат преку Нишан. До моментот кој ќе дојде националното прашање. И што ќе прават голема Албанија? Никој не може. Ќе прават голема Албанија. Ама така да ви кажам. Добро, зар верувате во тие флоскули голема Албанија? Зар верувате дека Али Ахмети? Ама не, се извинувам. Зар верувате дека Али Ахмети, кој е цар во Македонија, зар верувате дека Мендух Тачи кој утре може да биде уставно речено цар во Македонија, ќе оди ќе се спојува во некоја голема Албанија? Не, се извинувам, мислам стварно, ова веќе една српска ујдурма која ни се прави тука едно 50 години и не влечи колово надоле во тие матни води на Балканот. И зар очекувате дека не знам некој албанец кој е власт во Македонија, ќе оди и ќе биде некоја Шумадија во рамки на голема Албанија? Значи јас ви велам истото, дека ни Милорад Додик од Босна, односно Република Српска, не планира да се обединува со Србија, значи да ги трниме настрана сите тие предрасуди. Луѓето сакаат, тоа е таа филџан филозофија која уште Алија Иzetbegović правеше, да си главен, па ако сака и на 2 метри територија. Чека да ви кажам, одлично прашање и вие го загатнавте на вториот дел од ова што го разговараме. Голема Албанија е мит, сон, во кој живеат сите албанци, велам образование, како во Грција што 100 години вика дека нема Македонија. Ние живееме у митот за Александар Македонски. Дозволете, не живееме. Како не живееме? Не живееме. Како не живееме? 60% од македонците до вчера никој не знаеше Букевал дека се вие кој. Па но за 3 години се напред. За 10 години 90% децата ќе се крстат или Филип или Александар. Тоа што се случува во земјата. Рефлексија дете кој ќе некој се чувствува загрозен, бега лево и десно. Значи тоа може да дискутираме. Меѓутоа за ова за голема Албанија, голема Албанија не е реалност. Знаете зашто? Зашто кој направат голема Албанија, утредента ќе биде албанска граѓанска војна, кој ќе биде главен град Приштина, Тетово или Тирана, ќе се спотепат меѓу себе. Да го делат колачот, нема шанса. И што да кажеме после вакво менување на тезите и ставовите, почитувани гледачи, во однос на прашањето за голема Албанија од страна на поранешниот амбасадор на Република Македонија во Тирана, кај мене во мало тоа се види салто мортале на своите тези. Минатиот петок на улиците на Скопје излегува повеќе од 10.000 албанци кои протестира против македонската влада и против албанскиот партнер во таа македонска влада. Од тие протести се оградија и ДПА, и ИВЗ, и ДУИ, и Американската амбасада, а сепак излегува 10.000 луѓе. Тоа е фасцинантна бројка, почитувани гледачи. 10.000 луѓе, по некои проценки и повеќе од 10.000 луѓе, излегува во Скопје. Протестира врз владата, да, извикува одредени пароли, правеа проблеми, меѓутоа главниот атак беше врз седиштето на ДУИ. Главниот татак беше врз Али Ахмети. 10.000 луѓе, политичка партија има тешкоти да собери. Па носат автобуси по 500 од Македонија, од разни места. Овде се собра, ајде да речеме, спонтано. Или не се знаеше организаторот. Тоа е една силна политичка порака. Знаете што, 10.000 луѓе со недефиниран организатор организира протести кои што се подобри него кога ги организираа самите политички партии. Од нив ИВЗ се огради? Сите се оградија, меѓутоа, од овој аспект гледано,
Тие се најдисциплинираните демонстрации. Оти да немате вие организатор, да не знаете кој е тој што треба да ве чува, кој е тој што треба да ве води. Значи, таа спонтанноста беше очигледна. Оти тие се собира, као што одеа патем и се множеше нивниот број. И самото тоа докажува дека на таа младеж веќе и прекипело. Нема што да изгуби. Дека нема што да изгуби. Господин Цуцуловски, ви пречели минатиот петок тие протести на околу 10.000 албанци по македонските улици, по скопските улици и тие напади на тие демонстранти на македонската влада, македонската полиција? Не е толку битно дали некому тоа му се допаѓа или не му се допаѓа, туку битно е што се собра толку народ, со толку негативен набој на енергија, со голем број на деструктивни елементи, што е сериозен сигнал дека треба да се преземат одредени мерки, таквите нешта понатаму да не се дозволат, бидејќи беа нападнати државни, а не партиски институции, бидејќи владата е влада на Република Македонија, без разлика која партија седи во неа, и општината Чаир е општина Чаир, без разлика дали е градоначалник човек од ДУИ или човек од ВМРО или човек од СДС или од било која партија. Значи беа нападнати државни институции, тоа е загрижувачки. А друго прашање што беа нападнати и партиски, и тоа албански партиски штабови или средишта, како што е средиштето на ДУИ. Зашто се протестира? Македонците велат какви се тие барања за човекови права, кога протестите се со пароли Голема Албанија и УЧК, од друга страна албанците велат ние протестираме бидејќи нас не го навредија исламот. И помеѓу тие две крајности се влече безмалку целата оваа ситуација. Знаете, вие кога губите доверба во институциите, кога губите доверба и во вашите представници, како што се случува сега, мора да откриете некоја нова адреса. Јас не зборувам сега дали е таа вистинската, дали е таа правата, но знам едно, дека во трагањето на тие адреси ќе се пронајде вистинската. Ти сепак, тие 10.000 демонстранти, свано, ако не друго, нема некоја платформа, сем таа човечката платформа, дека тие ги осудуваат и убиците на тоа грозоморно убиство. Беше многу дифузно. Ги осудуваат убиците, а се бунат против владата или против полицијата. Се борат за човекови права, извикуваат УЧК. Велат нас ни се газени правата, велат Голема Албанија. Премногу беше дифузна, тоа остава простор кај македонците да смета дека има некоја сосема друга позадина. Таа е многу прецизна за тие што знаат да читат. Знаете што значат тие пораки? Дека немојте да обвинувате паушално. Немојте вие да мислите дека ние сме овци, па вие ќе излезете, ќе прогласите терористички групи и ние ќе речеме па добро, власта знае што прави. Не, сакаме одговорни институции, првата порака. УЧК, што значи? Тоа е упатена кон албанските партии. Дека не се шегувајте со нашите барања. Оти ако вака продолжите, вие ќе не натерате нас да бараме други формули како да го решиме тој проблем. Третото, за етничка Албанија, исто и таа е порака. Дека, ако вака продолжи, ако вака ние продолжуваме да живееме као два паралелни света, тогаш зашто ни е заедничката држава? Само такси да има кој да ни собира. Албанците велат дека всушност тие протести треба да се сваќаат како делегитимирање на албанските политички субјекти во рамки на Република Македонија. Прв пат во последните 10, 11, 12 години се извикува погрдни зборови за Али Ахмети. 10.000 луѓе во Скопје, кој секој се сметало за бастион на ДУИ, излегува на улица, извикува одредени пароли кои се Голема Албанија и УЧК. Албанската политичка елита тоа го толкува како едно грубо незадоволство на албанската младина, на албанската популација од начинот на кој ДУИ ја практицира власта во рамките на коалицијата со ВМРО-ДПМН и дека де факто тие протести не биле насочени кон македонска држава, туку биле насочени кон албанскиот партнер во власта. Па мислам дека во голема мера, во значајна мера сте во право. И според моје мислење, во основа станува збор за едно социјално незадоволство, длабоко социјално незадоволство, кое можеби не резултира само од незадоволството од работата на албанските партии, туку од општата социјална и економска ситуација во која се наоѓа Република Македонија. И проблемот е во тоа што сега некој тоа социјално незадоволство не го канализира во вистинската насока, значи да се барат од едни социјални и економски така натаму права, што би било и врзивно ткиво
Да речеме, ако се оди по класна линија, тогаш гладен стомак е гладен стомак, безработен човек е безработен. Човек без разлика дали припаѓа на албанска, на турска. Добро вечер, сум Васко Ефтов, во емисијата во центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во вечерашната емисија ќе треба да одговориме на 3 прашања, почитувани гледачи. Прво, дали македонците оправдано стравуваат од тој сон и таа политика за голема Албанија? Второ, дали албанците со право се загрижени дека во тој процес на само преиспитување на македонците и сега наново барање на тој македонски идентитет ја прават многу кревка и многу изолирана македонската држава? И трето, дали после самитот на НАТО во Чикаго за 2 дена тој јас помеѓу македонците и албанците дополнително ќе се продлабочува? Ристо Никовски повеќе од 10 години има дипломатска кариера, некаде 4,5 години беше амбасадор на Република Македонија во Албанија, до неодамна важеше за неформален советник на председателот Ѓорги Иванов, еве го неговото размислување на тема голема Албанија. Реален е тој страв кај македонците? Во мојот престој таму, ако не преку 200, скоро со 200 врвни политичари на Албанија, врвни интелектуалци, врвни новинари, разговарав со едно прашање. Што е за вас голема Албанија? Никој не рече ништо негативно. Сите објаснува на еден друг начин, само еден ја отфрли. Покоен Пашко Рамос, кој беше прв председател владата на Бериша, рече, тоа е утопистичка глупост. Сите други не одбија голема Албанија, а ќе ви кажем уште нешто, премиерот и министер за одбрана Пандели Манко, и во директен разговор со мене, а и во една ТВ емисија, значи не окрие човекот, на прашање новинарката што е за вас голема Албанија, ико така многу често се зборува дека голема Албанија им го подметнуваат србите како термин. А Пандели Мајко рече, голема Албанија е процес кој е започнат и кој е иреверзибилен. И мене ми го рече лично, значи имам лична потврда, а и на телевизија го изјави. После долго време, само 2 дена пред изборите во Србија на 6 мај оваа година, шефот на Војно-обавештајната агенција на Србија или наследникот на КОС на војската на Југославија даде интервју, во кој интервју изрази сомневање дека екстремните ситуации, екстремните сили во македонскиот и албанскиот дел во рамки на Република Македонија се доста тензични, се доста големи, се доста силни и дека тие екстремни ситуации, тие екстремни елементи може да предизвикаат конфликт во еден поширок ранг и во тој конфликт не да биде дестабилизирана само Македонија, тука да бидат вклучени останатите соседни држави. Дали е баш така, почитувани гледачи? Господине Мјалковски, вие излеговте со теза дека тие инциденти што се случија на Железарското езеро, близината на Скопје, дека во основа требаше да предизвикат првична реакција напади на македонците врз албанците, подосна реакција на албанците и одреден поширок конфликт, во рамки на кој конфликт и соседните земји би се вклучиле во целата таа работа. Назив радикални исламисти подразумева да мора да има континуитет уназад неколико деценија, али најсвежие од 2001 година, када су радикални албанци, тоест исламисти, образовали илегалну терористичку организацију позната као Национални комитет за одбрана и ослободување албански територија. Такав назив су е дали затоа што су сматрали да су Косово ослободили и да треба да ослободе, како се они називаат, албански територии у Македонија, Грчко и Црна Гора и да створе не велику Албанiju како е био термин у употребу, него да створе, како називају, природну Албанiju. Еве кои се причините кои дел од македонските политичари или македонската елита ги посочуваат како доказ дека се уште тлее таа идеја за голема Албанија на територијата на Македонија и помеѓу македонските албанци. Што значи дека некој како од позади со некоја скриена рака да ги влечи тие конци. Очигледно е дека тоа така се прави во Македонија, значи на таа замислена линија од Куманово до Струга десно од автопатот, веќе подолго време се прават такви тензии, таква пресија врз македонците,
Еден вид етничко чистење. Тоа сите го знаеме и тоа нема што да се крие, значи. Не дај Боже како да се разграничуваме. Така нешто. Господине Кекиновски, дали Груевски дефинитивно се откажа од одбрана на македонштината во Кичево? Ако појдете од Царе, вие ќе немате во иднина, ако се случи, нели, ова што ќе се случи, а претпоставам дека ќе добие, вие немате град, немате општина во Западна Македонија која што ќе имате македонски градоначелник. Еве го сега истиот Ристо Никовски, поранешната амбасадор на Република Македонија во Албанија, на истата тема, дали голема Албанија е реалност. За 2 дена е самитот на НАТО во Чикаго. Очекувањата се такви какви што се, нема да добиеме покана. Грција е во на таква ситуација во каква што се наоѓа, по наредните 1, 2, евентуално 3 години тешко може да се очекува било каков чекор од грчка страна во правец на решавање на тој спор со името. Барем сега, за сега стоја така работите. Дали можеме да очекуваме во наредниот период, после самитот на НАТО во Чикаго, другите соседни држави, значи не само Грција, добијат одредени сигнали дека сега е време да го засилат својот притисок врз Македонија. Такви тенденции се гледат од бугарска страна и Плевне Илиев и Бојко Борисов излегоа со одредени реакции во однос на одредена македонска политика. Некаде пред 10 до 15 дена шефот на војно-обавештајната агенција на Србија излезе со одредена квалификација дека и на македонска и на албанска страна постојат екстремни елементи, дека може да се очекува на тамошно ескалирање на целата ситуација во рамки на Република Македонија. Србија е тука присутна со генерации, дали на ниво на служби, дали на ниво на интереси, дали на ниво на бизнис врски, така натаму и така натаму. Дали можеме да очекуваме дека сите соседни држави ќе имат своји интереси да го засилат тој свој притисок врз Македонија и дека ќе бидат дополнително стимулирани Брисел, Вашингтон или не знам кој друг центар. Мислам дека тој притисок веќе ескалираше и тој полека ќе го достигне својот врв некаде до Чикаго. Значи, бидејќи сепак една меѓа е Чикаго представена и реална. Мислите катарза ќе има после Чикаго? Мислите ќе има катарза во македонското општество после Чикаго или дополнително ќе се заоструваат сите ситуации? Видите, Чикаго јас мислам дека ќе донесе некоја утешна награда за Македонија, некој пасус кој ќе не испофали малку лево десно заради нашите учества во нивните мисии. Но нема да го реши македонскиот проблем. А тоа, знаете, тоа е апсолутно безвредно за нас. Јас ќе потсетам дека во 99-та година Косово немаше да успее, операцијата американска на Косово, да не беше нашата логистика, наша територија, која дадовме, затворивме очи, им се замеривме на србите за веки веков, а добивме ништо. Добро. Ние се дозволите. Ние сега даваме, спремни сме да гинеме за европската, односно светската кауза или натовската кауза, ние не добиваме ништо. Знаете, некој што е спремен да прави се за вас, а вие да го блокирате и оценувате, не заслужува поголемо внимание. Значи, веднаш после, по моје длабоко убедување, веднаш после самитот во Чикаго, ние треба да почнеме на нова политика, на нова стратегија и да јасно им кажеме, може прво директно дипломатска, после тоа јавно, на главниот фактор така на американци, дека вака понатака не може. И како понатака? Ако вака не може понатака? Ние треба да размислиме за повлекување од мисиите, разбирате, затоа што мисиите на НАТО во Афганистан, во Ирак и така натака, ние треба да кажеме јавно дека размислуваме, бидејќи прерискантна една политика. Видите, ако водите една политика и не ви дава резултати, а досегашната политика наша добра волја, нашата трпеливост, нашата толеранција, не донесе ништо. Од 99-та година и сега. Нели ќе продлабочи тоа политичката, етничката и секаква друга криза во рамки на Република Македонија. Гледате, 83% од албанците сметат дека Груевски води лоша политика. 83%, тоа не е мала бројка, значи 83% од албанците не сметале дека Милошевич води лоша политика. Ако 83% велат така, тогаш е само прашање на време и тоа се случи кога дел од тие 83% ќе сметат дека Али Ахмети води лоша политика. Изјавите кои беа минатиот петок беше Али Ахмети четник, Никола Груевски терорист. Знаете, тоа се многу груби, тоа се фрапантни изјави. Се протестираше за човекови права со пароли Учека и голема Албанија. Значи тоа го изанализиравме, но како шлагворд за моето прашање ви го поставам и го ставам тука на маса. Ако постои на такво незадоволство, како албанците постои незадоволство дека ние со тој процес на само преиспитување на македонците, на нашиот идентитет, на тој процес на антиеквизација, веќе им стануваме кочница на албанците за остварување нивните интереси за НАТО и за ЕУ. Ако велите да ја преиспитаме нашата позиција,
Дали тоа нема да дофрли бензин и на така постечкиот оган? Во секоја ситуација постојат хендикепи. Нашиот најголем хендикеп не е тоа што албанците 100%